Јас сум Викторија Додевска, вие го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Добра вечер, да ги видиме настаните на денот. Технологијата пречка за детскиот развој. Ке се гради современ пазар, продолжува реконструкцијата на Соколана. УМС со ораторска вечер, Гоце Делчев. Пречки со говорот, социјална интеракција и концентрација се почесто се забележуваат кај децата на најмала возраст. Според стручните лица, причините може да бидат различни, но велат силно е влијанието од неправилното користење на технологијата и големата изложеност пред екраните. Се поголем е бројот на деца кои се соочуваат со потешкотии во развојот. Во Куманово се почесто помош бараат родителите на деца со говорнојазичните проблеми, но и со проблеми со социјална интеракција, внимание и концентрација. Симона Трајковска, дефектолог и управител на логопедско-дефектолошки кабинет Чекор Плюс, појаснува дека на детскиот развој влијаат различни фактори: генетиката, личните карактеристики, но и опкружувањето во кое што детето расте, неправилното користење на технологијата и големата изложеност на екрани од најмала возраст. Во последните неколку години се почесто имаме деца со потешкоти, најчесто потешкоти во сите сфери, но искрено можам да ги издвојам говорнојазичните проблеми. Многу често тоа е проблемот представува напредната технологија, односно живееме во ера каде што технологија е многу користена, но би сакала да кажам дека и доколку се користи, би требало да се користи во одредени мери и за ограничено, посебно на деца во раниот развој и во период кога деца треба да учат и да се стимулираат да учат нови нешта, а не да бидат пред таблети или пред екрани. Таблетот на нив ќе им даде многу бои, многу тонови, ќе ги стимулира и можат на телефонот да останат со сати, но сепак тоа нема да допринесе кон правилниот раст и развој на едно дете, бидејќи детето треба да учи, да игра и да истражува во околината. Секој дете е индивидуа за себе и секој дете бара правилен пристап. Значи, но како и да е, секој дете треба да се игра и треба да му се посвети внимание. Значи, развојот на детето влија секако од генетската предиспозиција, од самиот темперамент и карактер на детето, но сепак големо влијание врз развојот на детето има средината во која детето расте и се развива, односно обкружувањето во кое детето е секојдневно. Секако нели децата одат во градинка, одреден број на деца посетуваат и логопедски и дефектолошки третмани, но најголем дел од времето децата го посветуваат, го поминуваат со своите родители, односно во нивното потесно семејство, па затоа е потребно родителите повеќе да се фокусираат, да го стимулираат говорот, да го стимулираат растот и развојот на детето, така што преку приказни ќе му раскажуваат, ќе му посочуваат одредени да кажам поими, пример, ќе имитираат со него и ќе се играат и ќе го учат на многу, ќе му го шират поимот, односно ќе го шират вокабуларот на самото дете. Трајковска појаснува дека не е поборник против технологијата, чие користење може да биде и корисно, но родителите мора да го контролираат времето кое децата го поминуваат пред екраните. Доколку детето гледа да гледа телефон, тоа да биде на мајчин јазик, сите сме пораснати со цртани и сите сме гледале цртани, така да секако дека тоа е дозволено, но сепак треба да биде во ограничено време и да биде на мајчин јазик и да родителот со него да раскажува. Пример, што се случува на самиот цртан, да има причина последица, а не само да бидат да поминуваат едни слики во кои што детето не разбира што всушност се случува и да најчесто за жал кај нас тоа се цртани на англиски јазик и многу често се случува деца да прозборат на англиски, каде што би можела да кажам тоа не е во ред, бидејќи во околина каде што детето живее, расти и се развива на македонски јазик, имаме многу често деца кои што прв јазик им е на англиски. Тоа секако не можам да кажам дека е од околината, секако дека тука има влијание технологијата. И доколку нели се гледа цртани да биде во одмерено време, бидејќи многу често на цртани
без разлика дали се цртани или игри, има силни тонови, бои, слики кои што детето го фокусираат да остане многу време на самата да кажам, нели, без разлика цртана програма, но тоа нема да допринесе кон подобар раст и развој, туку детето ќе се само фрустрира кога утре ќе се сретне со некоја во средината каде што живе, во некоја случка каде што дете нема да добива се толку на брз и лесен начин како што тоа истото го добива на цртан, значи и на без разлика, нели, на било каква апликација каде што со еден клик може да добие се, доколку во средината каде што, нели, во реалниот свет, можам да кажам, за се треба да се почека, да се прати, да кажам, интеракција од друга личност и да има, да кажам, нели, соодветна интеракција. Многу често се случува и децата да не знаат да остварат социјална интеракција, односно да не знаат да се дружат, да кажам, бидејќи нели се научени на телефон, не треба да враќаат таму на некаква реакција. Сите заинтересирани логопедско-дефектолошкиот кабинет Чекор Плюс може да го најдат на булеварот Октомвриска револуција спроти градскиот кеј. Мило ми е што во последните, да кажам, неколку години свеста кај родителите и кај општо кај целото опкружување е далеку поголема од претходните години, каде што лицата навистина родителите се грижат и сакаат да пружат помош и имаме стварно, можам да кажам, навистина голем интерес, така да еден апел до родителите дека не треба да чекаат да детето наполни 3 години и да нема поиме, да нема, да кажам, реченица од вас збора, па да се прашуваат дали е сега право време. Би можела да извојам дека раната интервенција и стимулација на деца е многу потребна и потребно е што е можно навремено да се вклучат во третманите, за да нели се постигне поголем резултат. Функционираме веќе 1 година, во тимот сме специјален едукатор, рехабилитатор, дефектолог, имаме и логопеди. Стручните лица апелираат гледањето во екрани да се замени со сликовници и читање приказни. На 2 мај годинава полициски службеници од СВР Куманово личиле од слобода 36 годишен кумановец, соопшти СВР Куманово. Според полицијата, тој со употреба на сила од 3 патнички моторни возила на улицата Бранко Богдански Гуцман одзел повеќе предмети, при што бил затекнат од полициски службеници. Крадецот бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Куманово. Општината ќе гради нов современ пазар на постоечката локација без содржини за домување, информира градоначалникот Максим Димитриевски. Тој најави и продолжување на градежните активности во Соколана кон крајот на месецов. Реконструкцијата на Соколана ќе продолжи кон крајот на месецов, информираше градоначалникот Максим Димитриевски на вчерашниот брифинг со новинарите. Тендерската постапка за засилување на статиката и промена на кровниот покривач на Соколана е завршена, а добиена и градежната дозвола, истакна Димитриевски. За него реконструкцијата на Соколана е проект од значење не само за општината, туку и пошироко, бидејќи станува збор за објект кој е под заштита на државата, зашто очекува владата во иднина да обезбеди дополнителни средства со кои што ќе се помогне во реконструкцијата на истиот. Износот кој што ни беше доделен од страна на владата, а потоа беше повлечен со образложение дека не сме го изреализирале тој износ, а во меѓувреме, како што знаете, изработивме проект и чекаме повеќе од 1 година на добивање на согласност и конзерваторско мислење. Од моментот кога ги обезбедивме сите согласности, требаше да ни биде дадена уредна дозвола, бидејќи тој е објект под заштита на државата и Министерство за транспорт и врска, ки всушност ја издава градежната дозвола. Беше донесена дозволата, потоа експресно укината, реагиравме до Министерството, ни образложија што дополнително треба да обезбедиме документација. Еве, конечно, мислам дека пред 7 дена ја добивме дозволата и ние имаме од буџетот обезбедено некаде околу 8 милиони денари, приближно ви кажувам, тоа е нешто сличен износ како што беше обезбедени од владата. Се надевам, можеби во иднина и дополнителни средства ќе се обезбедат од влада.
Освен реконструкција на Соколана, општина Куманово планира и нов современ градски пазар на локација на зелениот пазар во градот без содржини за домување. Ние сме во фаза на изготвување на идејно решение за изградба на современ градски пазар на локација на зелениот пазар, каде што првично сакам овде отворено да ги демантирам сите наводни шпекулации во јавноста дека на оваа локација градскиот пазар ќе се урива и ќе се гради комплетно стамбено деловен центар. Тоа не е точно. Општината би сакала да изгради современ пазар, модерен пазар, но без содржини за домување, значи, кој што би имал подземно паркирање, по примерот на 1. мај Куманово и дополнителни содржини, модерни тезги, отворен зелен пазар, затворен дел на пазарот и сето онаа како што не личи, но сме во постапка за затворање на постапките за стекнување на собственост на земјиштето, бидејќи тоа не е претходно завршено од ниту еден менаџер на јавното предпријатие, ниту пак на општината. И верувам, откако ќе ја завршиме целата таа правна процедура, дури тогаш, значи, ќе пристапиме на конечно изготвување на едно реално решение или проект согласно важечката урбанистичка планска документација на оваа локација, која што не предвидува градба на зграда или стамбен комплекс, туку предвидува деловен комплекс со компатибилни содржини. Димитриевски најави изградба на 4 нови детски катчиња на територијата на општина Куманово, и тоа локалитет Водовод, улица Есперанто, улица Лесковачка и село Черкези. СВР Куманово информира дека вчера попладне било пријавено дека со употреба на сила било влезено во црква во село Бедиња Кумановско и биле одземени пари. Екипа од СВР Куманово извршила увид на местото и се преземаат мерки за расчистување на случајот. МВР информира дека вчера во заедничка координирана акција на полициски службеници од Одделот за криминалистичка полиција сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, специјалната антитерористичка единица Тигар и единицата за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Скопје биле пронајдени и запленети 150 кг наркотична дрога марихуана со вкупна вредност од околу 400.000 евра, при што се лишени од слобода 4 лица на возраст од 19, 44, 45 и 49 години, сите од Скопје. Во текот на денешниот ден од страна на СВР Скопје до надлежното основно јавно обвинителство Скопје ќе биде поднесена соодветна кривична пријава по член 215 и член 396 против сите 4 приведени лица. Ораторска вечер Гоце Делчев организираа младите од ВМРО ДПМН синоќа во Куманово. Деталите во прилогот што следува. Во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН синоќа во Куманово се одржа ораторска вечер насловена Гоце Делчев. Младите пред присутните и комисијата настапија со пораки за промени и подобра иднина. Првото место го освои Тамара Митковска од Скопје. Председателот на УМС на ВМРО ДПМН истакна дека во континуитет организираат ораторски вечери и различни обуки за комуникацијски вештини и говорништво за младите. Причината за тоа е што како политички активисти, токму говорништвото е една од главните алатки со која ние се бориме, а особено како млади луѓе и ние како организација која што цело време ги повикува младите луѓе да бидат гласни и да бидат будни, сметаме дека токму овие обуки можат и да им помогнат и на нив, но и на нас како организација со цел нашите млади луѓе да имаат поголеми способности за убедување на својата публика и секако поголеми способности за испраќање на оние пораки кои што ние сакаме да им ги спратиме на младите луѓе. Тој истакна дека како Унија на млади сили се најголемиот политички подмладок во државата и најсилна младинска организација, но нагласи дека младите можат да бидат уште поактивни, побудно да ги следат состојбите во општеството.
Оркестарот Симфониум бележи уште еден успех деновиве. Учениците Софија Ковачевска, Мила Думановска, Деспина Стевковска, Вања Денковска, Ања Русевска, Димитар Димитриевски, Петар Георгиевски, Дарио Тодоровски, Исмет Асановски и Јулија Давидовска учествуваа на регионален надпревар и освоија 2 први места со 100 бодови. Учениците под менторство на професорот Филип Петровски ќе продолжат со учество на државен надпревар. Денеска се одбележува Светскиот ден на слободата на медиумите. Македонија се најде на 38-то место во светот од 180 држави, според последниот индекс за слобода на медиумите на Репортери без граници. Во извештајот на ЕК се наведува дека во 2021 година Министерството за внатрешни работи регистрирало 8 случаи на напади врз новинари. Кривични пријави се поднесени во 3 случаи, а истрагите за останатите 5 случаи се во тек. Сдруженијето на новинарите на Македонија регистрираше 5 напади. Обликување на иднината на правата, слободата на изразување како двигател за сите други човекови права е мотото под кое денеска се одбележува Светскиот ден на слободата на медиумите. Овој ден се одбележува од 1993 година секогаш на 3 мај. Целта е да се промовира принципот на слобода на медиумите, да се истакне важноста на заштитата на медиумските слободи и борбата против сите форми на влијание врз медиумите, како и да се потсети на медиумските работници кои ги загубија животите при вршење на својата работа. Македонија се најде на 38-то место во светот од 180 држави вкупно според последниот индекс за слободата на медиумите на Репортери без граници. Ова представува скок од 19 места во споредба со лани и напредок од 52 места во споредба со резултатот од пред 2 години. Според новиот индекс, Македонија е пласирана највисоко во окружувањето. Зад земјава се Црна Гора, Хрватска, Словенија, Косово, Босна и Херцеговина, Бугарија, Србија, Албанија и Грција. Поединечно по категории, Македонија најдобро стои според индикаторот законодавство, каде се наоѓа на 10-то место во светот. Потоа следуваат политичкиот, социјалниот и економскиот индикатор. Земјава најлошо стои според безбедносниот индикатор, според кој е пласирана на 64-то место во светот. Новинарите редовно се мета на вербални напади. Под изговор на заштита на државни тајни и лични податоци, тие може да бидат изложени на правни притисоци и агресивен прогон. Сепак, судовите знаат да застанат во одбрана на слободите и да ги заштитат новинарите. Во главниот град беше назначен специјален обвинител кој треба да ги процесира случаите на напади врз новинари, а се размислува за отворање на слични оддели низ земјата, стои во извештајот на Репортери без граници за земјава. На страницата на Репортери без граници во реално време се прикажува бројот на убиени новинари од 1 јануари оваа година до моментов, како и бројот на новинари кои се во затвор. Во моментов од 1 јануари годинава до денеска во светот се убиени 6 новинари и 1 медиумски работник. Во затвор моментално се 548 новинари во светот и 22 медиумски работници. Во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Северна Македонија во делот на слободата на изразувањето и работењето на медиумите, се наведува дека иако случаите на физичко и вербално насилство кон новинарите се намалени, забележано е зголемување на онлайн заканите кон новинарите и медиумските работници. Во извештајот на Европската комисија се наведува дека во 2021 година Министерството за внатрешни работи регистрирало 8 случаи на напади врз новинари, споредбено со 10 случаи во 2020 година. Кривични пријави се поднесени во 3 случаи. Истрагите за останатите 5 случаи се во тек. Сдруженијето на новинарите на Македонија регистрираше 5 напади, 3 од нив врз новинарки. За време на локалните избори во 2021 година се зголеми бројот на инциденти во кои беа вклучени новинари. Во светот најслободни медиуми има во 3 нордиски земји, Норвешка, Данска и Шведска, кои се посочуваат како демократски модел каде што слободата на изразување цвета. Полициски службеници од СВР Куманово вчера попладне лишиле од слобода 39 годишен кумановец затоа што кај него биле пронајдени и одземени прашкаста материја и дигитална вага. Осомнечениот бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Во продолжение на дневникот следува преглед и на вестите од Македонија.
Председателот на работната група Александар Новаковски вели дека е оптимист за тоа како ќе тече работата, бидејќи членови се луѓе кои имаат искуство и долги години работат на оваа материја. Тој се надева дека ќе успеат да се направат измените и ќе се запази рокот тие да се случат најмалку 6 месеци пред следните избори. Министерот за правда Кренар Лога на прашање дали е можен консензус за една изборна единица рече дека засега моделот не е приоритет. За ВМРО ДПМН која повика власта прво да излезе со предлог за една изборна единица, подека потоа ќе се вклучи во финализирање на предлог законот, Лога рече дека ќе се земат предвид нејзините ставови, но упати уште еден повик партијата да номинира свој представник во работната група. Работната група што ја формираше Министерството за правда за реформи на изборното законодавство денеска ја одржа конститутивната седница. Нејзина прва задача ќе биде да се имплементираат препораките и забелешките од ОПСЕ ОДИХР, а потоа и да се изготви комплетно нов изборен законник. Адвокатот Александар Новаковски, кој како е експерт и поранешен председател на Државната изборна комисија е председател на работната група, е оптимист дека ќе успеа да се запазат роковите. Законски измени да има 6 месеци пред да се одржат изборите. Дел од оваа работна група не е најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН. Оттаму вчера порачаа власта прво да излезе со предлог за една изборна единица и тие потоа ќе се вклучат во финализирање на законското решение. Во однос на имплементирање на препораките на ОПСЕ ОДИХР пак порачаа дека ќе ги поддржат. Истото денеска го констатираше и министерот за правда Кренар Лога, кој уште еднаш повика опозицијската партија сепак да номинира свој представник да се вклучи во работната група, наместо да ја заморува јавноста со преписки преку медиумите. Во однос на тоа дали ќе биде една изборна единица или друг модел, Лога вели дека тоа засега не е приоритет, но во изготвувањето на законското решение ќе се земат предвид ставовите на ВМРО ДПМН. Слободните медиуми се предуслов за отворено и демократско општество, каде што слободата на изразување е право и одговорност која може да ја практикува секој од нас, порача председателот Стево Пендаровски по повод 3 мај меѓународниот ден на слободата на медиумите. Председателот во пораката вели дека меѓународниот ден на слободата на медиумите кој годинава е посветен на слободата на изразување како двигател на сите други човекови права, го одбележуваме во услови на повеќе кратните кризи кои ја окупираат нашата сегашност. Политичарите, власта, опозицијата, граѓанскиот сектор. Сите мора да бидеме единствени и гласни во обезбедувањето по големи права, безбедност и услови за работа на новинарите и медиумските работници, за тие да може професионално да извршуваат својата одговорна задача, да информираат навремено, точно и без цензура, ослободени од политички или бизнис притисоци, вели Пендаровски. Заедно со новинарите, додава тој, да се бориме и против лажните вести, бидејќи граѓаните имаат право на точни, навремени и проверени информации. Српското Министерство за внатрешни работи соопшти и потврди дека 8 деца се убиени во пукањето што се случи утрово во центарот на Белград и обезбедувањето на училиштето. Ранети се 6 деца и еден наставник кои во моментов се згрижени во ургентниот центар. Ученикот ова училиште 14 годишник кој е осомничен дека го сторил ова кривично дело, бил пронајден и уапсен во училишниот двор, информираат од Министерството за внатрешни работи од Србија. Сите полициски сили се уште се на терен и интензивно работат на расветлување на сите факти и околности кои довеле до оваа трагедија. Во СВР Скопје вчера било пријавено дека на крстосница од регионалниот пат Скопје-Велес и регионалниот пат Јурумлери-Суводол се случила сообраќајна несреќа помеѓу товарно возило Ивеко со кумановски регистарски ознаки управувано од 61 годишен кумановец и патничко возило Citroen Berlingo со скопски регистарски ознаки управувано од 50 годишен жител на Јурумлери. На местото на несреќата од здобиените повреди починал скопјанецот, а смрт констатирал лекар од итната медицинска помош. Увид на местото извршиле јавен обвинител и екипа од СВР Скопје, соопшти МВР. Времето денеска во Куманово беше облачно со локални врнежи од дожд. Максималната температура се искачи до 16 степен, а минималната беше 10 степени Целзиусови. И за утре метеоролог